Почитувани, Петре Шилегов овозможил бизнис и на фирма од кланот Заеви. Ако вчера презентиравме документи во кои јасно се гледа дека Шилегов скоро секогаш одлучувал по жалбите во корист на фирмата Семос, сега гледаме дека тој обезбедувал тендери и на други фирми блиски до Социјалдемократскиот сојуз. Шилегов како председател на второстепената комисија за јавни набавки во владата во времето на СДСМ одлучил голем тендер да добие фирмата од кланот Заеви Јавршпет. Очигледно Шилегов бил адвокат на богаташите од СДСМ, кој бил задолжен да им ги осигура јавните набавки на фирмите блиски до СДСМ. Денес презентираме уште една скандалозна одлука на Шилегов. Имено, ова е решение со број 46/1479/2, донесено на 28.11.2005 година, каде што стои подписот на Петре Шилегов, а со кое жалбата за јавни набавки на екстра лесно масло за грејење за потребите на училиштата во општина Струмица на Макпетрол се одбива и добитник на јавната набавка е фирмата Јавршпет, фирма блиска до кланот Заеви. Еве го решението, погледнете, тука стои подписот на Петре Шилегов, со кое жалбата на Макпетрол се одбива без детално образложение и со едно едноставно зборче жалбата се одбива како неоснована. Најповолен понудувач е фирмата ДТУ Јавршпет Струмица, фирма капитално врзана со кланот Заеви. Собственик на Јавршпет е Горан Крстев, кој е близок пријател на Зоран Заев и бизнес ортак со Вице Заев во 3 фирми. Значи фирма, чиј собственик е капитално врзан со Заеви, со помош на подписот на Шилегов, добива огромен бизнес за грејење на училиштата во општина Струмица. Со ова Петре Шилегов го заслужи местото главен адвокат и портпарол на кланот Заеви и милионерите на СДСМ. За подсетување, Горан Крстев пред 1 месец беше во средиштето на аферата каде се откри дека Зоран Заев, токму на овој човек, му продал земјиште по цена од 1 евро за метар квадратен, а ово истото го препродал по 4 пати повисока цена. Исто така, Горан Крстев е човек кој беше вмешан во аферата Глобал, за која Зоран Заев беше аболициран од Бранко Црвенковски. Почитувани, од страна на Петре Шилегов и СДСМ имаме апсолутен молк. А прашањето е едноставно. Како со минимална плата Петре Шилегов успеал да се стекне со куќа од 313 метри квадратни, стан од 88 метри квадратни и автомобили Мерцедес и Ауди? Ова не е имот за средна класа како што се труди да ни ги представи господинот Шилегов. Ова е имот кој може да го стекне само богат бизнесмен или човек кој на нечесен начин заработувал пари. Ние јавно прашавме дали подписите на Шилегов на решението со кој обезбедува бизнеси на фирмата на сопругата на Црвенковски се тие кои му овозможиле на Шилегов да се стекне со вакво богатство. Но работата е што не е само Семос, тука е и фирмата Јавршпет. Јалови се обидите на Шилегов да се извади од оваа мега афера. Ако Семос беше случајност, како што самиот кажа една од 3000 жалби за која одлучувал Шилегов, тогаш што е со Јавршпет, фирмата директно поврзана со кланот Заеви? Очигледно дека наградата за трудот со раководење со второстепена владина комисија за жалби од јавни набавки е позицијата главен адвокат и портпарол на кланот Заеви и милионерите на СДСМ. Шилегов треба да каже дали ваквите негови одлуки со кои овозможувал бизнеси на луѓето од СДСМ и луѓе кои се блиски до оваа партија се причината за несразмерно големиот имот на Шилегов. Едно е јасно, толкав имот со честно заработена минимална плата е невозможно да се стекне. Ви благодарам. Господинот Шилегов вчера изјави како е стекнат неговиот имот и побара од надлежните институции доколку има некаков проблем околу неговата имотна состојба, слободно да проверат. Ги ставите ли вие документите или ќе побарате ли вие од надлежните институции да се провери неговата имотна состојба? Благодарам за прашањето. Значи имавме прилика, имаше јавноста минатите денови да слушне за една иста работа две различни изјави, две различни информации од господинот Шилегов и сега јавноста практично е збунета. Не знае дали првата информација е точна, дали е втората информација точна или можеби двете се заедно точни или двете се неточни. Ви благодарам.